направиот човек на Агенцијата за медиуми Зоран Трајчевски заедно со евроамбасадорот во земјава Самуел Жбогар ја пуштија во употреба новата опрема за мониторинг на медиумските содржини. Спомена и ти, вредна е околу 840.000 евра. Најголем дел од овие средства се обезбедени од страна на Европската комисија, поточно околу 80%, додека останатите средства се обезбедени од буџетот на Агенцијата. 24 часовен мониторинг на медиумите ќе овозможи ова опрема. Што се однесува до опремата, во своето обраќање првиот човек на комисијата Трајчевски информираше дека денеска стручните служби на агенцијата ќе го објава третиот извештај, 10-дневен извештај од мониторингот на медиумите во предизборниот период. Тој исто така посочи дека агенцијата ќе продолжи да работи непристрасно и професионално и покрај притисоците со кои што се соочувала во изминатиот период. Самуел Жбогар, евроамбасадорот во земјата, посочи дека за жал, како што кажа, бројни извештаи меѓународни, но и домашни покажале дека слободата на изразување е доведена како сериозен предизвик. Граѓаните се изложени на пристрасност и пропаганда. Медиумите мора да бидат професионални не само за време на изборниот период, меѓутоа и за целиот период. Можеме овде да ги погледнеме Иван изјавите од директорот на Агенцијата за медиуми Зоран Трајчевски, како и на евроамбасадорот во земјава Самуел Жбогар. Овој пат сме во фокусот на внимание заради мониторингот кој што го врши Агенцијата за предвремените парламентарни избори, планирани за 11 декември 2016 година, а кој согласно изборната регулатива и политичкиот договор започна на 2 септември. До почетокот на изборната кампања предмет на надзор со 18 програмски сервиси кои што емитуваат програма на државно ниво. Досега агенцијата објави 2 10-дневни извештаи за секој од програмските сервиси од мониторингот. Денес ќе бидат објавени извештаите од третиот 10-дневен период од 22 септември до 1 октомври 2016 година. The freedom of expression and media is fundamental human right and a basic EU value. It is a right that is inextricably linked to democracy, and its implementation is a precondition for exercising other rights and freedoms. Unfortunately, there are numerous reports, domestic ones and international ones, that make clear that the freedom of expression and the media environment in our country remains a serious challenge. Ова беа изјавите направиот човек на агенцијата Зоран Трајчевски, евроамбасадорот во земјава Самуел Жбогар. 24 часа медиумите ќе можат да се наблюдуваат нивните содржини со новата опрема која што, како што кажавме и претходно, најголем дел е донација од страна на Европската унија, другиот дел е обезбеден со средства на агенцијата, од буџетот на агенцијата. Со ова опрема, како што наведува агенцијата, значи се осовременува системот за снимање, чување, прегледување на програмските содржини емитувани на радијата и телевизиите, односно на сите оние радиодифузери на кои што Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги им има издадено дозвола.